подпредседателе, колешки Бети, сценарио ви е со многу љубов. Внесете малку драма, оваа љубов кон владата ќе не успие. Благодарам. Почитувани граѓани, почитувани дами и господа, денес имам да поставам 3 прашања до владата на Република Македонија. Едното е требаше да биде до министерот за внатрешни работи господинот Оливер Спасовски. Меѓутоа, како што гледам, повторно избегна од пратеничките прашања. Тука е представник на Министерството за внатрешни работи. Потоа имам да поставам прашање на трајно неспособниот премиер, од вчера и суперхеројот, чист суперхерој, Димитар Ковачевски. И третото моје прашање е требаше да биде до министерот за здравство, меѓутоа и него го нема тука. Да. Така реков, министерот го нема, меѓутоа има представник на Министерството за здравство. Вака се, првото прашање ќе биде до Министерството за внатрешни работи, како што реков, требаше и беше наменето специјално до министерот Оливер Спасовски. Меѓутоа, како и да е до Министерството за внатрешни работи, кое министерство треба да се грижи за јавниот ред и мир, за безбедноста на граѓаните на Република Македонија, исто така и за спроведување на законите во Република Македонија. Меѓутоа, дали е тоа така, мислам дека одговорот го добивте во извештајот од Народниот правобранител, кој нотираше дека полицијата на Оливер Спасовски е соработник со криминалот и криминалците во Република Македонија. Па така, во времето на Спасовски нема кој не избега од затворите во Република Македонија. Скоро половина од криминалците кои направиле криминал во Република Македонија избега, па дури и надвор од границите на Република Македонија. Нема магазин во Министерството за внатрешни работи каде не е украдено оружје и муниција. Нема магазин во Министерството за внатрешни работи каде не е украдена дрога. Дрога се крадеше и од плантажите, оние за марихуана во Република Македонија, и минатиот пат тоа го спомнав, од 24 камери кои ги имало во таа плантажа, само и баш тие 4 камери кај што влегле криминалците не работеле. Види, молим те. И од криминалците, и од маслото за марихуана, ништо, никаде ги нема. Потоа се апсеа началници и инспектори кои Оливер Спасовски си ги поставуваше од партиската своја структура, меѓутоа не се апсеа од Оливер Спасовски, се апсеа од американската ДЕА по градовите во Македонија и на граничната линија на Република Македонија. Се делеа пасоши, 215 пасоши беа поделени на светски криминалци. Сега, кога сум кај пасошите, да беше овде Оливер Спасовски, ќе му кажев дека ова е кривично дело кое не затајува. Односно, кривично дело кое со нов доказ повторно ќе биде активирано, затоа што се работи за организиран криминал, а не како што беше судењето за поединечен криминал, каде што одговараат службеници. Имено, да ви појаснам како иде создавањето на еден пасош. Значи, еден слика, друг верифицира, трето добрува, четврт персонализира, сето оди кај помошник министерот за управни работи, па потоа оди во информатика, па кај помошни министер за информатика, па таму една проверка се прави, еден одобрува, па се печати и се враќа на шалтер кај досието. Ова еден човек не може да го направи. Ова е организирана група кој направила организиран криминал. И ова кривично дело треба да знаете дека е над 10 години затвор. Сега, по 7 година нов мандат на Спасовски,
состојбата е уште покатастрофална. Именно сега криминалните банди не гледаат ни време ни место, ни дали е ден, ни дали е ноќ. И во сред бел ден со автоматско оружје влегуваат и плячкаат по продавници, по банки, по куќи и домови на граѓани, по куќи и домови на приватни бизнисмени. И со пленот си заминуваат и никому ништо. Нема ни гонење, нема ни ништо. До таму е неспособноста што и пред неполна недела, ако не се лажам, криминални банди вршат тешки кражби на раководни лица во Министерството за внатрешни работи. До таму е немојте отидена. Значи, јавниот ред и мир е загрозен со Спасовски начело на Министерството за внатрешни работи и затоа, еве ми изминува времето, бидејќи имам уште две прашања да поставам, до Министерството за внатрешни работи, до министерот Оливер Спасовски или до заменикот, како и да е, прашањето е дали е вистина дека само во последната година во Министерството за внатрешни работи се примени и унапредени преку 200 партиски членови и активисти на Социјалдемократскиот сојуз. Второто прашање е до Димитар Ковачевски, премиерот Димитар Ковачевски. Целата јавност пред месеци и половина имаше можност да ги види документите со кои се потврдува дека Македонија води трајно неспособен премиер. Премиерот не демантираше дека е трајно неспособен, односно призна дека има проблеми и дека се соочува уште со истите тие проблеми. Доколку истиот навистина има здравствени проблеми со кои се соочува, се поставува прашањето дали премиерот има деловна способност. Па, така, моето прашање гласи, бидејќи сте трајно неспособен за воен рок, дали во периодот ја утврдивте вашата деловна способност и кои се резултатите од истата? И третото прашање, значи требаше да биде до министерот за здравство господинот Бекин Сали, сега е наменето за заменикот. Именно факт е дека во последните 5-6 години начело со ова мнозинство на СДС и ДУИ, Македонија стана рај Елдорадо за марихуаната и дрогата воопшто, каде 90% од тој бизнис го држи наркокартелот Заеви, подпомогнат од Оливер Спасовски и премиерот Ковачевски. Каде работат многу повеќе од фабрики, од 60 со лиценца за производство на марихуана, а само 3 до 4 компании работат со маслото од марихуана. А со оглед на фактот дека Министерството за здравство е главно преку комисијата која формира министерот за здравство за контрола на овој процес со производство на марихуана и масло од марихуана, прашањето ми е следно. Дали од страна на комисијата се врши најмалку 2 пати контрола над одгледувањето на канабисот и увид во документацијата и евиденцијата за целокупниот процес и што содржат тие извештаи на комисијата? За ова мое прашање може и писмен одговор, бидејќи тука има да се поднесе детален извештај што и како било во изминатиот период од 5-6 години, поготово во последните 2 години кога процвета бизнисот со марихуаната и дрогата во нашата држава Република Македонија. Благодарам. Пратеникот Зоран Коцевски постави 3 пратенички прашања од заменик